Почитувани, аферата Броило значи само едно – трговија со влијание преку злосторничко здружување во соларен картел. Фирми, основани од Димитар Ковачевски и негови семејни врски, вртат милионски суми во енергетскиот бизнис. И тоа додека Македонија е на колена, а народот осиромашен се бори секој ден да преживее. Аферата Броило ќе покаже како Димитар Ковачевски и една тесна клика се здружиле во картел кој печали и добива лична корист. Следете внимателно. Pixel Group, фирма основана од Ковачевски и неговиот кум Горан Паунов, заедно со фирмата КМГ ЕОЛ Квазар, фирма основана само на кумот Паунов, се вмешани во бизниси во вредност од 26 милиони евра. Во соларниот картел Ковачевски и неговиот кум Паунов, по основањето на Pixel Group, во 2018 година градат фабрика за производство на фотоволтаични панели во Кочани. Еве и доказ за тоа. Фотографија од отварањето на фабриката, на која се гледа како кумовите Ковачевски, Паунов, прославуваат свечено отварање на фирмата со торта. Фирмата станува централна во бизнисот, околу која се вртат 26 милиони евра. Аферата Броило е шема која покажува како преку Pixel Group и фирмата КМГ ЕОЛ Квазар со соларниот картел ги свртеле парите. Само од државни тендери во изминативе неколку години, овие фирми инкасирале 1,8 милиони евра. Во 2021 година, кога Димитар Ковачевски е заменик министер за финансии, КМГ ЕОЛ Квазар склучува договор со ЕВН. ЕВН врз која сега Ковачевски како премиер има мандат на собственост преку државниот удел во ЕВН. И тоа договор за изведба на работи и испорака на фотоволтаични панели во вредност од над 2 милиони евра. Аферата Броило зазема димензија од десетици милиони евра, кога пред месец и половина Pixel Group најави дека влегува во фаза на инвестиција во фабрика за производство на соларни панели во индустриската зона во Тетово во вредност од 54 милиони евра. Ова е зона во која инвеститорите имаат даночни и царински ослободувања, а според надписите во медиумите се очекува да подпишат и договор за државна помош. Фирмата е регистрирана под името АЕ Солар АД Тетово, како заедничка на Pixel Group, која поседува 40% и 60% поседува фирма од Бугарија. Горанчо Паунов, кумот на премиерот Димитар Ковачевски, веќе е поставен како еден од двајцата извршни директори на АЕ Солар АД Тетово. Инвестицијата на Pixel Group треба да биде 21,6 милиони евра соодветно на процентот на учество. Со тоа, Ковачевски како премиер ќе му подпише договор за државна помош на кумот Горанчо Паунов како извршен директор на фирмата во која 40% од собственоста е на Pixel Group, основана заедно со Ковачевски. И сето ова се случува во периодот како друга бугарска фирма најави инвестиција во ФЕЦ Осломеј, каде државата е партнер со 18,5%, а која инвестиција бугарската фирма партнер на Pixel Group се пофали на нивната интернет страница. Па од тука се поставува прашањето дали панелите произведени во фабриката во Тетово ќе завршат во ФЕЦ Осломеј, каде државата е застапена со 18,5%. И каква е улогата на Ковачевски кој се јавува како основач на фирмата која е во кругот на бизнис интересите од оваа шема, но сега и како премиер? И второ, дали со фабриката во Тетово во која Pixel Group, основана од Ковачевски, ќе се монополизира пазарот на производство и продажба на фотоволтаични панели. Сето ова се случува во услови кога постојано се најавуваат нови поскапувања на електрична енергија за граѓаните,
а бизнисот во Македонија плаќа двојно поскапа електрична енергија од бизнисот во регионот. Во наредниот период целосно ќе откриеме како во аферата Броило фирмите блиски до Ковачевски стигнале да свртат 26 милиони евра. Го повикуваме Ковачевски да не чека да ги објавуваме деталите, веднаш да каже каква е неговата вмешаност во сите бизниси на овој соларен картел и веднаш да си поднесе оставка. Ви благодарам. Прашања? Споменати бугарска фирма која треба да инвестира во Ослони. Ако добро разбрав, имате информации дека таа бугарска фирма што работува со Pixel Group? Деновиве, како што најавивме, ќе ја разработиме целосно шемата и ќе објасниме на кој начин функционира овој соларен картел и јавноста, практично сите граѓани во Македонија ќе можат да се запознаат и да видат како се овозможува лична корист или корист на блиски лица до носители на високи функции, во случај станува збор за премиерот. Уште едно прашање како енергетската криза по премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Витики ја одби понудата на вашиот лидер господин Мицкоски за средба, за да се зборува за неговиот план за справување со последиците од енергетската криза. Од друга страна, од власта го повика Мицкоски или било кој од опозицијата да присуствува на економскиот совет, па ќе присуствува ли некој или ќе најдат ли власта и опозицијата заеднички јазик, да не трпат сепак граѓаните. Така е, благодарам на прашањето, токму и затоа и оваа пресконференција и ќе ве упатам за сите одговори, не би сакал сега да одговарам или да зборуваме на било кои други теми, затоа што имаме сериозни скандали во кои што носители на извршната власт во случајот премиерот, наместо да се грижат за јавниот интерес, гледаме дека се грижат за остварување на лична корист или на самите себе си, или на нему блиски лица. И тоа ќе ве потсетам во време кога македонскиот бизнис плаќа двојно поскапа струја од струјата на бизнисите во регионот, ќе ве потсетам во време кога и Србија, и Албанија, и Црна Гора, и сите земји во регионот произведуваат онолку струја колку што трошат, Босна и Херцеговина дури извезува струја, во Македонија со ова неспособно раководство ние дојдовме до ситуација државно поседуваните енергетски компании да станат најголеми загубари, а од друга страна гледаме енормен раст, огромни милионски суми во фирми кои што се на кумот. Сметам дека ваквиот начин на однесување е недозволив, недопустиво и затоа ќе имаме една серија на пресконференции во кои што и вие и целата јавност ќе може да види каква е поврзаноста и на кој начин работи овој соларен картел овде во Македонија. Добро, барем може ли одговора по претходното прашање, дали тие контакти што беа најавени за помош на енергетската криза ќе ги доставите или сте ги доставиле во Министерството за економија? Така, уште еднаш ќе ве упатам, председателот на партијата изнесе еден цел економски план, сет на економски мерки, контактите се дел од тоа. Конечно треба да покажат заинтересираност затоа што тој економски план е за да се заштитат 300 милиони евра државни народни пари. Време е власта да покаже интерес, меѓутоа еве затоа и ова афера и овој скандал гледаме дека тие работат само за интересот или за своји лични интереси или за интереси на нив блиски лица и можеби и поради тоа еден од факторите зошто енергетската криза најсилно се осеќа токму во Македонија. Ви благодарам.